Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е телевизија Нова, објективно со градоначалникот на општина Гевгелија, господин Иван Франгов. Секој месец настојуваме да го имаме на програмите на телевизија Нова, се со цел да ги доближиме неговите размислувања за развојот на општината, за неговото работење. А еве, пред 2 дена беше завршена 33-та седница, на која што беше на дневен ред и извештајот за работата на градоначалникот на општина Гевгелија во изминатата 2010 година. Еве повод да се видиме и денеска на програмата на телевизија Нова. Вие, почитувани гледачи, може доколку сакате да се вклучите во разговорот, ако не побарате на телефонот 215-950 и да побарате некој одговор од градоначалникот за кој мислите дека треба тој да ви даде одговор. Затоа да почнеме токму од оваа последна седница, од извештајот за вашата работа. Се знае дека човек никогаш не е задоволен со она што ќе го направи, не може 100% да го оствари она што го размислува. Ако е така, тогаш животот не би бил интересен. Затоа да почнеме колку лично вие сте задоволни од она што го направивте за граѓаните на општина Гевгелија изминатата 2010 година. Видете, ако земеме за тоа, секогаш можеме да секогаш има простор да се одработи повеќе и по природа никогаш не сум задоволен од тоа што е изработено веќе, затоа што таа е завршена работа. Но ако ги земеме предвид сите околности, дека 2010 најмногу се осети и ударот од светската финансиска криза, во глобала можеме да бидеме задоволни од тоа што го изработивме, од бројот на проектите кои што се реализира. И ако го имаме предвид дека уште при донесувањето на буџетот беше потенцирано тогаш од страна на опозицијата дека плафонот на буџет за Гевгелија е 300 милиони денари и ако по таа проекција одевме, ние ќе имавме сега 100% реализиран буџет, но немаше да си поставиме некои повисоки, поголеми цели. Јас и оваа година поставив поголеми цели, со тоа што оваа година ќе бидат тие цели и постигнати, затоа што веќе работата, 2-годишната работа, веќе плодовите од тоа доаѓаат наред да се собираат, веќе почнат да се носат плановите, за кои што толку долго зборам, 2 години, урбанистички планови. Веќе тоа почнува да се реализира и ќе имаме поуспешни и поголеми реализации. Се крша копијата што ја разбирливе на седницата околу буџетот, околу буџетските програми, што е разбирливо, бидејќи нивното извршување одедови на развојна рамка на општината. И токму како што спомнавте, тој буџет од 364 милиони, се слушна дека тој бил преголем и дека од каде толкова храброст на градоначалникот токму таков буџет да предложи. Општината треба да ја водат храбри луѓе, фала Богу, и да сакаат да постигнат што повеќе за граѓаните. Јас постојано го зборувам тоа, ние имаме реални потреби наведени во нашите програми, во програмите и буџетите кои што ги носиме на совет, и никој не се осмелува да каже оти ова не треба, затоа што реално си да се тие потребни работи, но општината не постои само 2 години, општината постои многу подолго, овие потреби се реални потреби кои што некои се влечат 20 години, некои 30, некои 2, некои 3. И мојата главна задача е што повеќе од тоа ние да реализираме, што повеќе од потребите на граѓаните да ги задоволиме. Спомнавте пред малку 2010 една тешка година, економска криза. Како сте задоволни со реализацијата на приходите општо и нешто околу структурата на овие приходи? Видите, без би ги потенцирал како податоци, значи приходната страна на буџетот. Чисто за себе сакав да ги знам податоците, бројките и ги разгледав од 2006 до 2010 какви се приходите на основниот буџет. Имаме 2006 година 87 милиони, немаше светска криза, немаше такви проблеми. 2007 81 милион, 2008 можеби најдобрата инвестициона година, најдобрата економска година, 113 милиони. 2009 почнува ударот од економската криза, има 109 милиони, 2010 103 милиони.
Значи во најјаката година финансиска за инвестирање 2008 има само 10 милиони денари повеќе отколку 2010. За 10% отприлика е во приходите најлошата и најдобрата година. Па не би кажал дека не се работило домакински во тој случај никако во општината, а и бројот на реализираните проекти со тие средства што беа обезбедени не се за подценување во секој случај. Така. Се одиме на реализираните расходи. Над половина, според она што го кажавте на седницата, се употребја во развојни проекти на општината. Дали секој денар што се потроши рационално, бидејќи јас искам да кажам, не чув дискусијата некој од советниците од таа или од одна страна да се пожали дека се трошеле нерационално. Па јас сум благодарен за реалното согледување на советниците. Значи, не слушнав точно и јас да кажам некој дека нешто од тоа што е сработено не требало да се сработи или е на штета на граѓаните. Значи, се биле тие работи кои требало да се завршат. Користејќи ги тендерските постапки, електронските аукции, многу од цените за изработка, за изградба на тоа што го изработивме се симна значајно подолу, за да можеме со истите пари да ги искористиме, да ги пренамениме и за други цели, не само за одредени проекти за кои што предвидувавме дека во прво време може ќе начинат повеќе. Така, ова е телевизија Нова, почитувани гледачи, отворено со градоначалникот на општината, господинот Иван Франгов. Господин Франгов, ако 2009 година ви помина во сервисирање можеби на некои стари долгови, во подобрување на условите во образованието, се чини 2010 приоритет ви беше создавање на поволна бизнис клима преку урбанизацијата и неколку крупни комунални и патни инфраструктурни проекти. Спомнете некој од нив? Ние во делот на вложувањето во образованието не е за подценување колку се задржавме и 2010, може би и повеќе од 2009. Тука се над 17 милиони денари инвестирани во сите училишта, каде спортски сали се реновираа, подови, прозорци, врати, нешто што можем да кажам долго време не е се случило. И тоа најмногу од заштедените средства. Значи, рационално трошење на средствата, од блок дотациите средства од општината, дојдовме до заштеде 17 милиони денари да ги искористиме најрационално. Во делот на локалниот економски развој, не е за подценување до уредувањето на стопанската зона Блокотехна. Над 11-12 милиони денари за сообраќајна инфраструктура, средената е една сега од поубавите зони во Македонија и како резултат на тоа веднаш 7 локации кои што беа спремени за продажба се продадоа. Се очекува да отпочнат со поднесување проекти за градба на своите објекти стопанствениците кои што ги купија овие локации. Исто Собирната улица ја завршивме, еден потек од градот кој што редовно југ-југозапад имаше проблем со водоснабдувањето, веќе проблемот дефинитивно е решен. Поголем зафат од скоро километар и пол водовод се изготви, се изгради, се направи бајпасот и тука веќе граѓаните проблемот што го има во летните месеци со недостаток на вода веќе ќе го немаат. Има зафатот за реконструкција на дел од тротоарите кој што ќе продолжи како проект и оваа година, за да може да конечно одиме низ Гевгелија по убави тротоари кои што веќе се дотраени, раскршени, веќе си добиваат работите друг лик. Изградивте неколку, поточно 2 улици во место каде што ми се чини беше 20 на година заборавено во Негорци. Па, за жал заборавено, направивме... Близко до Гевгелија. Нешто направивме, не е тоа доволно за Негорци, не е доволно и за другите населени места каде што се уште не достига, но како ќе се полна средствата, така и ќе реализираме на задоволство на граѓаните во овие 2 мала во Негорци веќе нема да одат по кал. Таму се направи еден крак од канализационата мрежа оваа година, ќе се продолжи минатата година, ќе се продолжи оваа година и со одводниот канал и со
уште 2 крака што треба да се завршат. Се тие проекти кои што сметаме со наши средства и со средства кои што ни ги обезбеди владата на Република Македонија, значи за водоводни и за одводни системи, 670.000 евра има Гевгелија добиено грант од владата на Република Македонија, кои етапно ќе се користат со аплицирање со проектите. Нон-стоп велите, кажувате дека и некогаш сте биле во разговорите со на седниците дека веќе сте доследни со тоа урбанизација, урбанистички планови, конечно им се чинеле, почнува од таа приказна да се надзират, се донесува многу, и ќе се донесат и многу, почнува, значи, усвојувањето на урбанистички планови, нешто што е, мислам, основа за привлекување на инвеститорите. Во секој случај, значи, 2 години од моето доаѓање за градоначалник, интензивно контактиравме и со собствениците, и со стопанствениците кои што се заинтересирани за потегот од Мотел Вардар до граничен премин Богородица, и конечно на последната седница овој план ја добил својата завршница и очекуваме веќе тука да почнат градбите. Исто така денес на моје задоволство ми почна убаво денот и ја добив согласноста за урбанистичкиот план и Долна Корија. Значи, веднаш на следната седница на Совет ќе биде на усвојување и ќе биде усвоен, верувам, овој план. Значи, без планови нема градба. Нема можност и никој сериозен инвеститор нема да дојде да инвестира некаде на диво. Значи, овие планови се правени за да може да има големи инвестиции, крупни инвестиции, кои што ќе донесат веднаш ангажирање на целиот потенцијал во градежништвото кој што го имаме и на локално ниво, може би ќе треба и повеќе, и со тоа отварање на нови работни места. Градот ќе беше полесно ако веќе постојат и урбанистички планови. Во секој случај, значи ќе можеше веднаш да се гради, но сепак јас уште од првиот ден кога дојдов, кога го зедов мандатот, кажав урбанизацијата ќе биде пред се. И сега ќе ни се имавме уште еден нацрт за урбанистички план за Урбан блок 15, кој што го донесовме на преходната оваа седница на Совет, претежно за домување, со мал дел за лесна незагадувачка индустрија. Сега секоја седница веќе ќе имаме нацрти, веќе предлог планови, кои што доаѓаат во завршна фаза и ќе интензивно се стават во функција за да може градбите да почнат. Секогаш желите општината не е агенција за вработување, не може да вработи, меѓутоа создава предуслови за да се отворат нови работни места. Иако Гевгелија според бројот на невработените на врвот во Македонија, мисля че 20% е невработеноста, вие сакате да кажете дека и еден само да има невработен, за вас ќе биде проблем. Тоа постојано го повторувам, значи ние можеме да збориме за проценти, ама луѓето не се проценти. 20% невработени се наши комши, пријатели, роднини, наши сограѓани кои што немаат го решено проблемот. И додека не се реши нивниот проблем, тоа е проблем. Значи, ние имаме 80% работени, ама што со 20%? Што не се вработени. Затоа целата е постојано, тоа го зборам дека секој инвеститор е добре дојден во Гевгелија што сака да инвестира, да отвори работни места, за да ние ќе бидеме најзадоволни кога ќе имаме 0 стапка на невработеност, не 20%. Значи не е прашање, сведоци сте и вработените во општината, дали тоа е празник, дали е неработен ден, дали е попладно, секогаш за потенцијалните инвеститори имам време да се сретнам со нив, да дојдат, да им излеземе во пресред и благодарение на тие залагања и на целата општинска администрација го имаме и добиено сертификат од ТИСО 9001-2008 за квалитет на услугите во јавната